Благодарам, председателке. Почитуван министр за финансии, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Пред нас го имаме ребалансот на буџетот за 2018 година и овој ребаланс представува признание на владата на Република Македонија дека тие се влада само за едно прашање. Од она што до сега можевме да го видиме, она што беше ветено, а што е реализирано, останува заклучокот, барем од она што до сега го имавме на увид, е дека оваа влада е влада за едно прашање. Владата на СДСМ ја презема власта на 1 јуни 2017 година и до крајот на годината, освен избори, се жалеше и дека немало проекти за да се реализираат. Тоа го слушавме од колегите пратеници, тоа го слушавме од министерот и уште слушнавме дека и оние проекти кои што биле оставени не биле во ред, а под изговор на тоа дека 2017 година била кризна година и се правда затоа што таа година економски раст реално немаше. Владата предводена од Зоран Заев го донесе буџетот за 2018 година, прв кој што сами го имаат планирано и за која сносат целосно одговорност. Ако претходно можеа да се вадат дека наследиле буџет од претходната влада, ако претходно можеа да се вадат дека имавме избори и кризна година и сите оние случувања кои што беа актуелни во државата, 2018 година е буџет кој што сами го планираа и за кој што требаше сами и да го реализираат. Буџет во кој што ветуваа и требаше да донесе 500 евра просечна плата, 100.000 денари плата на докторите, поврат на ДДВ и уште многу други предизборни ветувања кои што ги слушнаа граѓаните во Република Македонија. Наместо тоа, добивме покачена акциза и продолжување на проектите оставени од ВМРО ДПМНЕ, за кои што велеа дека се проблематични. Во почетните месеци од 2018 година се случи нов шок, досега невиден во македонската економија, ниска реализација на капитални инвестиции. По крајот на првиот квартал излезе извештајот за растот и согласно тој растот беше 0,1% во периодот јануари-март. Всушност, тој така наречен раст во односниот период јануари-март минатата кризна година, во која што функционираше техничка влада, за која што постојат одредени законски ограничувања за да распределува средства. Економиите од регионот и пошироко се далеку пред нас и ние наместо да ја искористиме таа поволна економска клима, се бориме како да не западнеме во рецесија и да ги потрошиме парите што сме ги предвиделе. Оваа влада нема капацитет да ги реализира своите ветувања, а овој ребаланс е само потврда за тоа. Џабе се земаа еврообврзници во досега најповолни економски услови, кога немаат ниту идеја, ниту капацитет да спроведат нешто што ќе го подобри животот на граѓаните. Ви требаа месеци за да го пуштите во употреба патот Демиркапија Смоквица, а веќе година и половина не можете да го пуштите во употреба Миладиновци Штип, чие што пуштање неколку пати го одлагавте, а сега последно ветување е да биде до крајот на 2018 година. Сведоци бевме на проблематизирање на една брза изградба на автопат кој што ќе оповрзува источниот дел и југоисточниот дел од Република Македонија со центарот на Република Македонија, а тоа е Скопје. Се изнаслушавме изговори за погрешни траси, за нерешени имотно-правни односи, за потоа да видиме со анексот кој што беше предложен овде во Собранието на Република Македонија, дека кочницата била од технички причини за потпишување, односно за пролонгирање на датумот за реализација на истиот автопат и ниту една работа од оние што беа кажувани. Во воведот на ребалансот
велите дека предвидениот раст од 3,2% не можете да го остварите и затоа ќе го намалите. Да се подсетиме дека точно пред една година, при носењето на буџетот, велевте дека растот за 2017 година ќе биде околу 1,6 и на таа основа се планираше раст од 3,2%, иако ви кажувавме дека тоа реално не е можно да се оствари од сите економски показатели и параметри кои што ги имавме на располагање. Вие не убедувавте дека тоа ќе го направите. Сега, после одреден период, гледаме дека сме биле во право кога сме наоѓале реални забелешки на сето она. Што ви го кажувавме. 2017 година заврши, ама како што веќе споменав, без економски раст и наместо да се коригира стапката нагоре, еве на крај на октомври имаме надолна корекција со тенденција истота повторно да не биде остварена. Впрочем, од досега виденото, од оваа влада за едно прашање, остварувањето на растот од 2,8% ќе биде вистинско чудо. Во првата половина од оваа година растот е 1,6%, а во втората половина треба да биде околу 4%. Владата за едно прашање нема капацитет да ги води институциите, а овој ребаланс е доказ дека токму тоа и се случува. Додека ние во моментов збориме за растот дали ќе го надмине 2,5% или не, земјите од регионот ги имаат следните проекции за 2018 година. Албанија и Косово имаат 4%, Босна и Херцеговина 3,2%, Србија 3,5% и Црна Гора 3,8%. Дали ова не е обкружување кое што го имаме ние и дали ова не е состојба во која што се наоѓаат и другите економии во соседството, за ние да се вадиме цело време на славиот раст. Во делот на градежниството имаме вистински крах, најниско ниво во оваа декада, историски најголем пад во првиот квартал од 2018 година. За илустрација, падот на нискоградбата, што во најголема мера се инвестиции на државата е 77% за месец февруари, а за месец март 68%. Понатаму, дека се нема капацитет да се водат институциите, говори и фактот што за 15 месеци откако сте дојдени на власт, просек се издаваат по 233 дозволи за градба, а предходните 15 месеци просекот бил нешто помалку од 300 дозволи за градба. Разликата во вредноста на издадените дозволи за градба е огромна, односно имаме пад од 35%. Во делот на градежништвото вреди да се подсетиме и дека со месеци беше заглавена работата на патот Миладиновци-Штип, а прашање е дали воопшто нешто се прави и на делницата Кичево-Охрид. Во делот на јавните приходи, данокот на добивка ги надминува очекувањата и го покрива недоволно прибраните средства од ДДВ и персоналниот данок на доход. Имено, ДДВ тоа е најсилниот показател за промената во една економија и согласно податоците, промената не е согласно предвидената динамика и некој сериозно треба да се запраши дали економијата оди во вистинска насока. И не мора да си експерт за да видиме дали економијата оди во вистинска насока. Излезете помеѓу граѓаните, излезете, прошетајте низ чаршиите во вашите градови, ќе ви кажат сите граѓани, ќе ви кажат сите дуќанџии, ќе ви скажат сите стопанственици, мали или големи. Пари во стопанството, во економијата нема. Тоа е тоа што го кажуваат граѓаните. Тоа е тоа што сигурно и вие го слушате, но не сакате да се соочите со тоа. СДСМ вети многу работи пред да дојде на власт, а скоро 2 години подоцна гледаме дека сите ветувања биле само за да станете влада за едно прашање. Имено, ветивте поврат на ДДВ-то, со што ќе имаше плата плюс за секое домаќинство. Од ова ваше ветување нема ништо. Иако последните информации кои што вие ги лиферувавте беше дека ќе почне пилот проектот во неколку општини. Ветивте 500 евра просечна плата, ветивте 100.000 денари за докторите, ветивте зелена нафта за земјоделците,
ветивте интервентни фондови за земјоделците и многу други работи. Ветивте живот, ама гледаме дека добивме само сиромаштија и лажни и неисполнети ветувања кои што граѓаните ги очекуваат од вас. Ветувавте транспарентност. Кога сме кај транспарентноста, ќе искористам привликава и да подсетам. Министерството за финансии важеше за едно од најорганизираните министерства со квалитетен и сериозен пристап кон сите прашања, посебно кон приходите и расходите на буџетот во Република Македонија. Во изминатиот период, во неколку наврати, преку пресконференции кои што ги држев, ја информирав јавноста за сериозни сомнежи за злоупотреба од страна на функционери кои што организирано и незаконски вработуваат во државата и во јавната администрација. Во Министерството за финансии неповратно се прави штета на буџетот, а при тоа се избегнува и се прикрива расипничкото трошење на владата. Јас сум сигурен дека лично и вие, министер, не се согласувате со целата оваа партиско-коалициско пренатрупување на државната и јавната администрација, бидејќи како чувар на државната каса знаете дека ова што се прави е надвор од сите финансиски, економски логики и можноста за финансиско издржување на институциите во кои што се прибираат тие луѓе, ама исто така знаме и дека не можете да реагирате пред налетот на партиските челници кои не бираат средства да вдомат што поголем број на партиска војска во јавната и во државната администрација. И замислете, вие како најголем критичар на вработувањата во државната и јавната администрација станавте нем посматрач и извршител на ова превработување кое што се прави во јавната и државната администрација. За појаснување, за јавноста, пред околу 3 месеци и цело ова време ве повикуваме вас како министер и Министерството за финансии како институција која што раководи и контролира народните пари да одговорите. Како се вработува во Република Македонија во 2018 година? Дали се планирани новите вработувања во институциите во 2018 година и на кои што им е издадена согласност за вработување и дали Министерството постапува законски пред потпишувањето на согласностите за вработување, а при тоа дали согласностите се во рамките на буџетот на Република Македонија и во плановите за вработување на секоја институција кои што треба да бидат доставени до вас. Во овој период, без ниту еден одговор од страна на Министерството, како и од надлежните инспекторати, од кои што поднесов десетина представки за основани сомнежи за злоупотреба и прекршување на законите. На 20 август 2018 година, како пратеник, доставив барање за информации од јавен карактер до министерот Драган Тевдовски и повторно огромна несериозност и избегнување на конкретен одговор на конкретните прашања кои што беа поставени за вработувањата во јавната и државната администрација за 2018 година. Министерот Драган Тевдовски го прекрши законот и надвор од законскиот рок за одговори на ден 24.9, значи по повеќе од месец дена, ми доставува одговор во кој се прогласува за ненадлежен за водење на евиденција на согласностите за вработување во институциите. Замислете го